Влегуваме полека во вториот дел од емисијата Фудбалот пред СД од проектот со Фудбалската федерација на Македонија на програмата на Спортско радио 90 за ПРК3. Ако во првиот дел одевме со најава на возбудувањата на фудбалските терени во текот на викендот кај нас, вториот дел ќе го посветиме на дербито во второлигашката конкуренција, која може, но и не мора да реши околу патникот погледнато во првата лига директно. Секако веќе претпоставувате тоа е надпреварот меѓу Воска и Вардар, а во студиото на Спортско радио 90 за ПРК3 е и директорот на Црвено-црните Александар Баевски. Прво, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, голем поздрав на слушателите на Спортско радио и добро најдов. Имаме дерби големо, а се чини страстите полека се подгреа минатите денови со сите превирања, па и реакција од страна на Вардар и попланите комити дека не може навивачите да бидат дел од големото дерби во втората лига. Дали ви изненади таквиот потек? Па искрено на мене ми изненадува таквиот потек, пошто пред се сите знаеме дека фудбалот се игра за навивачи и јас апелирам ако може да се смени таа одлука, пошто сите навивачи се добродојдени и нека има што повише навивачи на фудбалските терени, пошто ако имаме повише навивачи на фудбалските терени, сигурно дека имаме и подобар фудбал. А добро би било баш оваа утакмица која е дерби на ова коло да се погледне во живо, за да не се гледа на стрим. Знам дека доста навивачи од фудбалскиот клуб Вардар сака да присуствуваат на утакмицата и се надевам дека стварно ќе дојдат и ако не, сигурен сум дека ќе дојдат да не бодрат надвор од стадионот. Да, од каде излезе сето тоа да се воведе забрана? Разбирам да имаше некаков реципроцитет, меѓутоа Вардар е клуб отворен за сите и дербите што ги одигравте досега секогаш имаше и навивачи од страна. Можам да кажем дека прошлата година игравме две утакмици со Воска во гости, една дома и бевме перфектно дочекани и на тие две утакмици се играше со навивачи. Затоа сум многу изненадан оваа година зашто да нема и навивачи. Посебно кога знаеме дека стадионот Билјанин извор и поседува две трибини и нема никаков проблем и нема никаков конфликт со нивните навивачи, стварно не ми јасна оваа одлука. И уште сте биле во добри односи? Да, ние сме во одлични односи со сите клубови, сме во одлични односи, сите се кај нас дочекани како што треба, така да стварно не ми јасно зашто да се игра без навивачи, пошто навивачката група комити е позната како најдобра, убедливо најдобра во Македонија и никогаш немало проблеми со нив. Да, тоа што е тука не може да бегате, вие сте гости, тие се домакини, одлуката е таа, секако ја минувана. Во секој случај ќе биде интересен надпревар. Какви се размислувањата еве во Вардар деновиве, се кроили тактика, планови, како да се стигне до тој посакуван резултат? Па вака, Вардар ние идеме чекор по чекор, живееме што се вика од ден на ден, ситуацијата во клубот не е баш сјајна, али ние во спортскиот дел нема да подклекнеме во ниеден момент, ќе одиме до крај. На сите утакмици одиме на победа, значи ние сме фудбалски клуб Вардар кој што е обедливо најтрофеен и најдобар во Македонија и тука нема што да збориме, идеме на победа и тоа е тоа. Да, ако ви гледаме надпреварите што ги имате досега одиграно со Воска, се забележува дека 3 пати се радува Црвено-црните на победа. Еден надпревар го загубивте таму некаде 2021 и тоа на гостински терен. Традицијата посакувате во секој случај да се повтори. Па сигурно пред се посакувам да биде добра утакмица и да биде фер и коректно и да имаме добро судење. Како што кажав, јас сум сигурен во оваа екипа, овој стручен штаб и едноставно ние нема што да калкулираме, нема да калкулираме до крај. Едноставно одиме секаде на победа и тоа е тоа. Да, извлечена ли анализа до не прв надпревар? Скаутиран ли е тимот на Воска? Па да, не е скаутиран само еден надпревар, него скаутирани се сигурно 5-6 надпревари, тоа го оставам на стручниот штаб. Они се стварно големи професионалци да си ја завршат таа работа и скаутираме се што се вика до најмала педа. Баевски, вашето искуство секако од фудбалските терени, сега колку ќе помогне во овие дерби и решавачки мечеви, порано беа за титулите, сега знаеме Вардар се бори да се врати таму каде што му е местото во елитата. Во тие комуникации, разговори по младите фудбалери. Па сега се соочуваме со една група на млади фудбалери, кај што им е пред се потребен совет како понатаму она. Ние се трудиме, значи и со стручниот штаб и сите околу што сме во спортскиот дел во клубот да дадеме свој максимум, да
да придонесеме да ги изградиме тие фудбалери во личности кои што понатаму би играле за фудбалскиот клуб Вардар, едноставно са да им го пресадиме тоа што Вардар значи, едноставно да се осетат дел од Вардар и понатаму они на следните генерации да го пресадуваат тоа. Да, колку е само поддршката на популарните комити на навивачите голема, можевме да видиме и на оној надпревар дербито претходно што го игравте со Гостивар, не можеше да се дојде до место практично и многу фанови гадници остана надвор од Па тоа е тоа што го збориме, фудбалот се игра пред се за публика и мислам за навијачката група комити не треба да се трошат зборови, посебно како е таа релација на клуб и навијачи, едноставно они се срцето на клубот и без нив Вардар тешко дека може да постои. Многу ни помагаат и што се вика и финансиски и не бодрат секоја утакмица, едноставно тоа е нераскривлива врска Вардар со комити и комити со Вардар. Сега сакали или не мора да ја допреми и таа тема, вие рековте ви помагаат и финансиски. Што се случува конкретно во Вардар? Па како што кажав на почетокот на разговорот, екипата, ситуацијата е хаотична. Значи стварно е многу лошо, едноставно сме оставени сами на себе. Се снаоѓаме, што се вика, од наши пријатели взимаме, што се вика, кажа сме оставили место за ручеци, за топки, за основни работи, реквизити. Тука е навијачката група комити која овозможува да се одиграат утакмиците и све. Стварно ни се од голема корист и немам зборови како да им се заблагодарам. Воедно да упатам апел кој што упатувам нон-стоп апели и сите ни упатуваме дека Вардар е бренд, Вардар е, како да кажам, нешто најсвето во Македонија, во Скопје и едноставно сите почна да се играат со Вардар. Не знам на кого му смета Вардар, али сигурен сум дека стварно ќе се издигнеме до, па ќе искочиме од ова, дали ќе биде ова, дали ќе биде другата година, значи ние нема да застанеме, ние ќе идеме све напред и напред. Едноставно тие политичари што доаѓаат, тие бизнисмени доаѓаат во Вардар која треба само да се сликаат, што е многу лошо. Сега треба да дојдат да покажат дека се вардарци, да помогнат едноставно со нешто символично. Не знам што друго ви интересира, слободно прашите ме. Јас сум отворен како и секогаш, све што знам све ќе ви кажам. Така е, и во јавност нели се наметнува тој прашалник, што ќе се случува во тој финансиски правец, има ли преговори, има ли најава за спонзори, еден период се шпекулираше и за луѓе надвор од Македонија. Па вака, јас колку што знам, јас сум задолжен за спортскиот дел и во другата работа не се мешам никогаш, али колку што знам има некои најави дека ќе дојдат странски инвеститори и ќе финансираат. Тоа доста се касни, ние сме оставени сами на себе и пак ќе кажам, нас ни е потребна помош, што се вика, едни води ни се потребни, немаме води, купуваме све сами. Морам јавно да кажам дека капитенот на македонската репрезентација Стефан Ристовски искочи во пресред, го плати карантинот на фудбалскиот клуб Вардар со воска во Охрид. Едноставно голема благодарност од Стефан и се надам дека доста луѓе, доста бизнисмени, доста вардарци ќе го следат чекорот на Стефан. Едно благодарам уште еднаш до Стефан Ристовски. Еве момент што вреди секако да се одбележи, голема помош од нашиот репрезентативец. Дали дел од Вардаровите генерации на назад, па и тие што беа и со вас практично, комуницираат или вие да ги искомуницирате, па да се направи можеби некој настан ивент, да се соберат одредени средства, за да се покрие тоа што требаме до крајот на сезоната? Искрено, јас контактирав повеќе од 10 фирми и сите фирми не одбија, за жал. Ве одбија? Да. Да. Не знам зашто, едноставно да, фудбалскиот клуб има газда, кој што во моментот како што знаат сите е банкротиран и не може да ни помогне, за жал е таква и ситуацијата, али мора ние да догураме сезоната до крај. Тука беше град Скопје кој што требаше да ни даде 250.000 евра, али некои клубови се умеша во тоа, јас не разбирам, пошто фудбалскиот клуб Вардар потекнува од градот Скопје го основал фудбалскиот клуб Вардар, така да има основа тоа да се направи, треба фудбалскиот клуб Вардар секогаш да биде под критија на градот и на Македонија. Така ова можеме да го кажем, значи многу клубови имаат, ќе ги земеш Купи, Шкендија и некои други клубови имаат помош од општините и им се даваат помош, ако ќе дојде за нас, нема никој не сака да помогне.
пак не ми е јасно таа игра меѓу политичарите, значи дефинитивно сакаат клубот да го уништат. Ние се надеваме дека сепак црвената боја ќе опстои, дека Вардар која е горда секако на македонскиот спорт, бидејќи е колектив не само во фудбалот, не во ракометот, го има во кошарката, па и во одбојката. Се знае спортско друштво Вардар во секој случај. Денеска тема е фудбалот, големото дерби, што треба да се реализира меѓу Воска и Вардар. Надпревар кој реков може, но и не мора да решава околу изгледот на табелата. Воска има 59 бодови, Вардар 56, Гостивар е тука 55 бодови на третото место, Пелистерци полека заостануваат. Предпоставувам дека Баевски исто така и вие во Вардар сте убедени дека не е тоа меч кој ќе биде да или не, што се вели, него е само еден надпревар 90 минути кој треба да се одигра на теренот на Воска, рековме без присуство на гостински навивачи. За таа одлука проговоривме некаде во почетокот. Како коментирате воопшто или како гледате еве ни сето тоа што се случува во второлигашкото друштво? Па, втората лига оваа година е доста јака, би рекол доста јака, каде што имаме 4 клуба кои што се стварно добри, кои што може да се носат со прволигашките клубови, имаме уште 3-4 клуба кои што се коректни, што би рекол јас, и е доста јака, само еве јас пак ќе се навратам, не би ги коментирал другите клубови, ќе го коментирам нашиот клуб. Нашиот клуб има многу турбуленции и ни замина 8 играчи, така да ние во преден рок бевме многу ослабени, донесовме 4 играчи што стварно немаме голем ростер, али овие играчи што се дојдени се стварно кадарни да го изборат тоа прво или второ место и гледајќи ја табелата, Воска Спорт е прва, да, али ние со евентуално победа идеме на прво место и мислам дека таму можеме да останеме доколку победиме во Охрид. Така е, тоа ќе биде дерби недела во попладневните часови, ќе се реализираат и другите мечеви, ќе играте вие, а ќе следите, верувам и тоа што ќе се случува и на делот на Гостиварци, кои се домаќини на Кожув. Предпоставка е дека ќе успеат да дојдат до полн погодок, бидејќи Кожув некаде фигурира во долниот дел на табелата. Ќе го искористам вашето гостување, кога веќе проговоривме да сите детали околу дербито. Само близ да се осврнеме и на прволигашкото друштво, таму каде што вие посакувате да бидете наредната сезона. Интересни мечеви, интересен редослед на табелата. Струга него дава врва, Шкендија следи тука некаде и Шкупи. Па мислам дека Струга заслужено е прва, играат стварно добар фудбал и она што го пратам јас посебно прави една хомогена екипа, тука пред се има заслуга бившиот тренер на Струга Срген Захариевски, кој што од непознати причини е сменет за мене и тоа е нешто невообичаено. Тоа во фудбалот невообичаено и тоа многу пати се удара од глава и ќе видиме како ќе биде, дали за сега се заслужени. Шкендија и Шкупи се исто така две квалитетни екипи кои ќе се борат за титулата. Во од четвртото до 8-то место имаме екипи кои што се со слична мислам со мал број на недостатоци на боде, мислам дека се околу 4-5 сите се во тие, така да ќе има голема борба за четвртото место. Тука е Селекс Брегалница, Македонија, Ѓорче Тиквеш и Работнички. Тие се екипи со исти квалитет, додека дербито ќе биде во автокоманда, кај што со Скопје го пречекува екипата на Академија Пандев. Ако добија Скопје ќе дојде на еден бот од Пандев и мислам дека тука може да се замрсат многу коцки да баражат. Да, ќе биде и пеколно и долу, некако Скопје фати залет со новиот тренер, осмна се бода, само 4 разлика со Академија Пандев, победа на последното место, веројатно ќе биде наредниот второлигаш под предпоставка да стигне Вардар до бараш надпревар. Со кој тим му одговара повеќе да игра? Па вака, нашата цел е да влеземе во првата лига и тука мислам дека не мислиме за бараш или фудбал е тоа и не се знае и со било кој тим ние можеме да играме од последните екипи. Така. Нема да има никаков проблем, мислам. Мислам квалитетот е горе-доле тука. Да, квалитетот е горе-доле тука и кај Академија и кај Скопје, Работнички побегнал. Работнички више
мислам дека 10 вода напред, али многу ќе се одлучи оваа утакмица на автокоманда со Скопје и Академија Пандив. Ако Академија Пандив не изгуби, онда мислам дека Скопје више готово бараш. Да, ќе видиме што ќе донесе тие 90 минути, а секако и ќе видиме што ќе донесе на преварот меѓу Воска и Вардар. Рековме дерби недела 16 часот ќе решава околу самиот врв, иако до крајот има уште многу да се игра. Реално разликата од само 2 бода од прво до трето место апсолутно не значи ништо. Една победа прави големи ротации. Денес кај емисијата Фудбалот пред се гостин ни беше директорот на фудбалскиот тим Вардар Александар Баевски, токму по повод големото дерби. Јас ви благодарам и ви пожелувам успех недела. Многу благодарам на поканата. Голем поздрав до слушателите на Спортско радио и позив на навивачите на Вардар да го бодрат тимот. Сега му се најпотребни и едноставно ги чекаме во Охрид, како што кажавме сите заедно.